На нивите, освен за родот, земјоделците да мислат и за себе, апелираат од МЕПСО. Апелот особено се однесува на оние кои го наводнуваат посаденото. Тоа значи системите за наводнување и за распрскување, нивните прскалки никогаш да не ги поставуваат во трасите на далеководите и под проводниците, заради тоа што со таа работа се изложуваат на висок ризик по нивното здравје, по нивните животи, но ги изложуваат на ризик и сите лица кои што може да се најдат во непосредна близина. Внимателност треба и со поставување на цевките за наводнување. Оние цевки кои што се за системите за наводнување, кои што најчесто се изработени од алуминиум, пошто алуминиумот е проводник, да не ги креваат во височина под трасите на далеководите и да внимаваат каде ги поставуваат. Најдобро е системите со кои наводнуваат секогаш да ги поставуваат на најголема можна далечина од далеководните коридори и од проводниците. Годинава, освен кога во прашање наводнувањето, МЕПСО со апел за внимателност и прижнеењето. Да избегнуваат да поминуваат особено со робусна механизација, пред се комбајни, под трасите на далеководите, ради тоа што со таа активност исто така може да го доведат во ризик својот живот и да ја намалат доверливоста и стабилноста на електропреносниот систем на Република Македонија. Кампањата за заштита на земјоделците МЕПСО ја почна во 2011 година, кога струен удар за малку ќе убиеше жител на Светениколското село Мустафино, кој со цевката за наводнување ги допрел жиците на далноводот над нивата. Инаку, најголем дел од несреќите се случуваат кај високонапонските далноводи од 110 и 400 киловолти. Во источниот регион такви далноводи има најмногу во околината на Штип.